Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Во раце го држам извештајот на американските тајни служби за тоа како ќе изгледа светот до 2025 година, односно како ќе се развиват сите тие светски трендови и процеси во наредните 20 до 25 години. Тоа всушност ќе биде и темата на нашата вечерашна емисија, односно ексклузивно ќе го анализираме тој извештај на американските тајни служби предводени од СИА. Со еден збор кажано, ако денес заспиеме и се разбудиме по 20 до 25 години, ќе живееме во еден многу изменет свет. Господин Пендаровски, кој стои зад овие извештаи кои ги прават американските служби, кои ги доставаат до председателот и кои што отприлика ги анализираат процесите во рамки на светските, дали економски, дали политички движења, денес тоа го прават до 2025 година. Дали ЦИЕ и другите американски обавештајни структури или реслови на тие структури стојат зад овие извештаи? Само официјалните органи стојат за тие извештаи, значи ова се полни импутот доаѓа од формалните, од легитимните разузнавачки и контраразузнавачки служби на Америка. Значи формален координатор е Националниот совет за безбедност, односно за разузнавање. Сите, вклучително и ЦИА, ставаат свој импут во тоа и на крај го добивате финалниот производ. И дали се американците помалку исплашени, бидејќи првпат сега стои дека Америка полека ќе губи својата доминација, дека ќе мора да се соочи со фактот дека таа своја доминација ќе треба да ја дели веќе со неколку земји. Тука е Бразил, тука е Индија, тука е Кина и тука е Русија. Ја мислам дека тоа како податок они го имаат и порано. Сега можеби во овој извештај кој иде на 5 години се објавува стои така експлицитно, инаку они тоа го знаат. Во разузнавачката заедница на Америка нема никаква дилема, барем во последните 6-7 години, дека тие со текот на времето во еден по-децентрализиран свет ќе мора да ја делат власта со другите. Дури сега има еден многу фрапантен податок кој вели дека до 2040, најдоцна до 2050 година, што значи некои 35 до 40 години од денес па натаму, Индија, Бразил, Кина и Русија ќе имат поголемо учество во светскиот GDP во споредба со сите овие досегашни членки на G7. Па тоа се Јапонија, Канада, Америка, Франција, Велика Британија и Германија. Тоа е фрапантен податок. Тоа првпат говори дека еден друг блок во светот, составен од истокот, најголем дел, плюс Бразил, ќе биде подоминантен од овој западен свет. Точно е, меѓутоа на единечно, на индивидуално ниво Америка ќе биде повторно се уште ќе биде најсилната држава во светот. Значи тоа е точно, ако ги земете кумулативно тоа е така. Овие 7-8 држави кои ја следат Америка во светската моќ. Меѓутоа 2025 година и во извештајот стои и тоа е општо мнение и во Америка и во светот дека Америка ќе биде индивидуално најмоćната држава во светот се уште. Тие ќе бидат ограничени во своето влијание низ светот, нема да бидат толку моćни како што се денеска, меѓутоа индивидуално повторно ќе бидат се уште први на табелата. Меѓутоа првпат во овие извештаи. Јас на пример ги читам некаде од средината на 90-тите години, имаше пред 4 години повторно, сега првпат во овој извештај наоѓам податок дека Америка до 2025 ќе биде економски, можеби најсилна, меѓутоа првпат во повојната историја Кина ќе биде војно најсилна земја во светот. Кина вложува многу во војната индустрија, во војните структури. И тоа го има во овој извештај. Кина како тотална сума да, како пер капита, поточно по војник нема да биде. Значи вкупната сума на пари, на ресурси која Кина ќе ги вложува во војно-одбранбениот сектор, ќе ги надмине американските вложувања во истиот тој сектор. Тоа е точно. Тоа е точно. Дали американците се исплашени, дали овие извештаи на ЦИЕ, кои ги прави на 5 и 10 години, па после ги ревидира со одредени дополнителни анализи, покажуваат една сериозна исплашеност на американците, посебно на американските тајни служби, посебно на таа администрација во Вашингтон. Тоа вака да го преформулирам. Големите држави не искажуваат толку страв колку што искажуваат интереси. И заштита на тие интереси. Овие периодични нивни аларми, значи узвони што ги прават, немаат за цел да предизвикаат параноја, значи себезатварање, туку да предизвикаат трагање по нови решенија. Обама е едниот обид да се најде ново решение. Оти моделот на унилатерализам промовиран од Буш заврши. Покажа дека не само што е нефункционален, туку го изгуби териториите. Американците имаат значи сега избор помеѓу две можности. Да бидат упорни ко Римската империја и да завршат така како што заврши Римската империја. Или да се прилагодат на новите услови во светот. Да се адаптират, јас мислам дека тоа ќе биде исходиштето на целата оваа криза, ќе биде економско редефинирање на Соединетите американски држави и на нивните односи во светот и воопшто редефинирање на меѓународниот поредок.
Според сите проценки на ЦИЕ во наредните 20 до 25 години, најголемиот број од светските милиардери ќе живеат во Индија. Кина ќе биде најголемата воена сила во светот, Русија ќе биде најголем извозник на капитал, а Бразил ќе биде најголем извозник на нафта. Господине Вакнин, зошто токму Индија и Кина имат најмногу милиардери во светот и на што се должи таа нивна економска прогресија во последните 10 или 15 години? Нашите размислувања за Индија и за Кина постојано беа дека тоа се многу бројни нации, дека се многу сиромашни нации. Се сеќававме на, Махатма Ганди, се сеќававме на Денг Сиаопинг и гледавме тие нивни паради и така натаму. Меѓутоа сега кога ги читаме сите тие листи на Forbes и на другите угледни списања, испаѓа дека таму се најмногу кинези, најмногу индици. I'm old enough to remember that in the 1980s there were many books, analysis, reports and journalists who predicted that Japan will be the next superpower, not the United States. Japan will become more important than the United States. Денес никој не го спомнува And Japan is even not mentioned today. Вие мислите дека Кина и Индија нема да бидат најмогните земји? Definitely not. China especially is a house of cards. China is built on foreign flows of foreign capital. China is built on exports. China is built on foreign direct investment. China has no internal domestic consumption to speak of. China has no domestic internal investment to speak of. So China is a casino. Има интересна една анализа кој самите американци, самата ЦИЕ прави, вели Кина до 2025 година ќе биде војно најсилна земја во светот. Индија ќе биде бројно најголема, со некаде преку 1.300 до 1.500 милиони на жители. Русија ќе биде најголем извозник на капитал, Бразил ќе биде најголем извозник на нафта. Американците се уште ќе бидат доминантна сила, меѓутоа ќе биде принудена да ја дели таа доминација со овие многу силни играчи. Доминантна сила нема да бидат, тоа е повеќе од сигурно. Туку ако сакаат да ја задржат денешната моќ и доминација која што имаат во светот, ќе мора таа своја светска моќ и доминација токму поради овие причини за кои претходно зборевме, да ја делат со овие економски воено-политички джинови кои веќе тоа се. Кој ќе биде доминантен на Блискиот Исток и на Средниот Исток? Проценките велат дека Саудиска Арабија ќе излезува некаде околу 50% од нафтата најдена и произведена во Персискиот залив. Се проценува дека Израел ќе мора да ја менува својата политика, арапите веројатно ќе мора да влезат во еден процес на преиспитување. Дури има одредени анализи дека ќе дојде окрупнување на некои арапски држави, ќе стане една мокна или неколку мокни држави. Тука е Турција, која исто така се проценува дека би градела нуклеарна бомба како панда на можната нуклеарна бомба на Иран. Што вие проценувате, што може да се случи во наредните 30 години на Блискиот Исток? Па во наредните 30 години на Блискиот Исток односите покрај овие тектонски пореметувања на светската политичка сцена ќе зависат во голема мерка и од динамиката на самиот процес на демократизација, односно емансипација на арапскиот свет. Во колку тој процес успее, ќе дојде до окрупнување на арапскиот капитал. Кој од овие муслимански држави можела да биде најсилна во наредните 30 години? Турција, која најавува нуклеарна бомба и самата да прави, Иран, кој е веќе на пат тоа да го направи, Пакистан, кој е веќе нуклеарна сила, Саудиска Арабија, кој има повеќе од 50% од извозот на таа арапска нафта во светот, можеби Египет и Либија, кои исто така најавуваат повторно собствено вооружување и економско заекнување. Па ја мислам во колку Ирак ја преброди кризата во која денес се наоѓа, која му е наметната од страна, имајќи ја предвид културата на ирачкиот народ и неговите огромни ресурси на нафта и природен газ, кои според сите проценки се поголеми од оние на Саудиска Арабија, сигурно една од доминантните земји ќе биде Ирак.